Tučelos, jel svi znaju ko su Tučelos i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Hvala, ima vas malo, ali to... Ne, ti Tučelos su meni svaka čast, radite šta radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi baba sviramo, la 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 la, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga vidi ga, what fuck, nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom... Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina. И кој е оно почел рат? Стратешките партнери на Македонија! И сега ние нафта више не може да пиеме. Ај, коли што не можеме да ставаме, не можеме ни да ја пиеме. Ненормална работа. Луда работа. Овие ја кријат нафтата и бензинот, чека поскапувањето да стапи на сила. Знаете шо? Дека тие крупни собственици на крупни бизниси не почнеме на шпиц да ги наденуеме, памет нема да им дое у глава. И сега, шо правим? На цело поскапување шо го имаме, сега пак ги поскапуваат ствариве, од леп па натака нагоре. Луѓе, ја мислам дека овој пут следна работа што ќе правиме, јажиња ќе си набавуваме. Оти овие немаат милост. Овие, што вика еден мој пријател, адвокат, обштествено одговорни компании, кои што се обштествено одговорни, у смисла дека треба да му ги земат сите пари на обштеството, да си ги турат у джеп. Друга одговорност немаат. И се ќе биде интересно да се види што ќе се прави. На ова поскапување, ако имаме нормално поскапе нафтата, ќе отиде на $150 барел, најверојатно, ако сега не знам колку, ако не е толку, поима нема. Шом американциве го јадат стапот, им се дуплираше и поише ценава на нафтава за галон, шо остана за нас. Не знам стварно како ќе ги регулираат тие ствари. Поима нема. Оти следно поскапување, на ова до сега што го имаме. Ја мислам дека толку ќе ни биде. И како бе тоа? Војна во Иран, затворен тој Хормускиот Мореус, премин, нема нафта, кај сите нормално поскапува нафта, кај нас највише поскапува. Како бе тоа? Сегде поима немам, у околинава наша, поскапена е сегде, не е као кај нас. Ја барем така мислам. Значи, некој треба да го јаде дебело, или некој е многу алчен. Со нив нема другаче. Ние немаме, како да ви кажем, ние немаме социјална, обштествена култура. Да кажеме у таква ситуација, кој бе, не ви пунам бензин, не ви ставам нафта месец дена, цркнете. Пешки кидаме точат сега, не ви ставаме нафта и бензин. Не, кај нас е обратна логиката. Кај нас трчаа да стават бензин и нафта. Гужви вчера колони, вака проаѓаш, ги гледаш, си викаш, овој народ, ова му е малце бе. Треба поголема несреќа да оснајде. А сега може да не снајде поголема несреќа. Како? Не дај Боже, иранциве да дознаат какви цени има у Македонија. Ке мисла дека сме Катар, Емирати, Кувејт, нас ке не ракетираат. Знамо некој нека им шепне и види ги цените у Македонија. Кои се бе тие Македонија? А едни тамо на Балканот, тоа, она, цениве, види им ги какви се на... рока и ракета тамо. Ке мислат, ке не замешаат, измешаат со шеиците тамо, ке мислат и ние сме, уште кој ќе видат дека сме и членка на НАТО, и кој ни е стратешки партнер, и цениве кои ќе ни ги видат на основниве производи на живот плюс бензин, нафта, ќе речат, гаје ги ови.
овие се печени да бидат таргетирани. И ни се еба мамата на нас, толку. И знаете што е уште еден куриозитет интересен. Еве поскапуе кај нас. Еве крената цената на нафтата поскапена мр. И нормално поскапуваат сите други производи, струи, муи, храна, мана, све живо, облека, све живо поскапува. И сега кој ќе падне, пример, дај Боже да заврши ова чудово од војна, кој ќе падне цената на нафтата, обично у други земји паѓаат и цениве на производиве, пошто ценава на паднала, ова било вештачко покачување, овие паѓаат цениве доле. И сегде ќе паднат цените. Кај нас исти остануваат, никој не ги поместува. Пошто ние до тогаш више, додека траела кризава, ние сме се навикнале на новите цени. Малце ќе повикаме, ќе промрчиме, нервоза на Facebook, ово, и после тоа више, никој не очекува дека треба да се симнат цени, дека се ненормално. И тоа е куриозитет за нас, многу познат вака за нашиот менталитет. Значи, ние, како и да не стаиш у каква е било цена да ни јакнеш, ова е, било каква, ние се привикнуваме релативно брзо. И после тоа може само да се побуниме ако таа цена пак рипне. А секако рипа. Не биваме нас за, што знам, за некоја солидарност, за некоја колективна акција, нешто ово, оно. Затоа ни прават што сакаат. Поготово е општествено одговорниве компании уста. Тоа ви се тие фраери што ви се прават. Ке ве оплячкаат прво и после глумат општествено одговорни дека се. А вие без пари. Пошто треба фала да им кажеш ако ти помогнат нешто, пример. Појма немам, донираат вамо, донираат тамо, направиле нови клупи вамо, учествувале у ово, уште спонзорирале ваква манифестација, наква манифестација, уште фала им кажеш со твои пари. Што е финансирал. И затоа се они општествено одговорни. Пошто парите што ќе ти ги украдат, тоа дека те гледаат у очи најбезобразно, после тоа 0,5% од тоа што ти украле, нешто ќе ти цална тука у околина, за да ти плакнат очи. Ке појма нема, ќе ги офарбаат клупите, не знам што ќе направат, нешто, некоја дешавка, настан, перформанс, у парк, ово, оно. И така. И замислете, СДС упатија порака до нас, до граѓаните на Македонија, дека сме требале да се обединиме околу националните интереси. Ова као да слушаш виц за Мујо и Хасо. Исто. СДС порачува дека треба да се обединиме околу националните интереси. Само треба да прецизираат на чии национални интереси мислат. Оти најверојатно мислат на националните интереси на Бугарија. Оти едно време најмногу ги штитеа они националните интереси на Бугарија. Многу упорито ги штитеа, што би рекле овие Бугарија. И сега они бараат да сме се договориле околу националните интереси, да се сплотиме околу националните интереси. Не знаеш како да сватиш ова. Дали као сарказам, дали као амнезија, може и тоа да им се дешава, амнезија. Имаат они таква способност, од која ќе направат сите срања, после многу брзо ги забораваат. И многу брзо играат на друга карта, пошто на нив, уствари, власта им е најважна. И кога им е многу важна власта, особено кога се во опозиција, онда се спремни да ти понудат пред нос било каква приказна. Само што ова малце тешко им иде оваа приказна, затоа што не само што више не им веруваме, него и, како да ти кажам, они самите се уште си веруваат во таа нивната претходна приказна, дека треба да продадеме све, дека треба да ги направиме сите отстапки што се бараат од нас, од Бугарија и Европа, само за да бидеме евентуално да влеземе во шанса да станеме дел од Европска унија. А сите знаеме дека тоа нема да се случи.
Ко сме кај Европската унија? Ми текнуе 92 година, кога беше Евровизија, тогаш уште беше оние златни времења, кога на Евровизија идеа нормални луѓе и пеа нормални песни, со нормални аранжмани, со преубави композиции, песни што влегуваа во уво и остануваа после, станува евергрин и останува у наредни декади да се пеат. Победникот на изборот за песна на Евровизија 92 беше Тото Котуњо со онаа песна на Unite Europe. Она Insieme, Unite Europe. Ја памтите песна. Во моментот кога со таа песна, со тој сентимент во песната, со тој текст, со таа добра досетка, што погоди точно во средина ја погоди метата, во вистинско време, во вистинско место, Тото Котуњо победи на Евровизија. Но каква беше иронијата, ја памтам тогаш какво чувство на овако имавме на, како да кажам, некоја поима неам, чувство дека тоа ствари многу лошо тргна работата. Дека многу беше тоа се патетично, се лажно некако. Не доживувавме, поима неам, таа песна, како поима неам, некој си некое чувство за заедништво кај авторите. Само беше пораката погодена во вистинско време беше. Затоа што тогаш више Европската унија, заедница во тоа време, веќе одеше кон тоа да стане унија и така натаму. Но што се случуваше во тоа време кога сите ги плени таа песна и која што беше осудена да победи? Во истото тоа време брутално се рушеше една европска држава, тоа беше Југославија, и тоа со помош на неколку членки тогаш на Европската заедница, подочно членки на Европската унија, меѓу кои Австрија, Германија и да не ги набројувам другите. Значи во тоа време кога победи песната, кога пеа за некојаш пееше Тото Котуњо за некоја обедината Европа, за некоја Европа во светла иднина, во кој што ќе има спокојство, мир, братство меѓу народите, во тој момент беше војка крвавата разврска на граѓанската војна во Југославија, чии изведувачи беа овие позадината на таа војна, главните оперативци беа германците и австриците и некои останати, а зад нив стоеше наредбодавачот Соединетите Американски држави. И тука беше големата иронија на судбината и целиот тој цинизам кој што ние го доживеавме преку таа песна. Дека во исто време кога се пееше за заедништво, за некоја Европска унија, за братство на народите, една држава се распаѓаше во крв, токму подпомогната од главните протагонисти на Европската унија. Сакам да кажам, дрвото у старт беше криво засадено. Во старт беа тоа чисти демагогии. Европската унија никогаш не беше приказна за заедништво на народите, за солидарност, за поимање, за благосостојба, за светла иднина за ова. Идејата на Европската унија беше прераспределба на моќта и идејата како повторно Германија да се направи суперсила. Барем на европско тло, па дури и во светски рамки. И тука сите го гледаа некако интересот, 3-4 земји, да можат страотно да профитираат од таа унија, останатите да бидат тука за спотер или како сакате, кажете го тоа. За среќа тие ортодоксни сваќања, демагошки, белам за среќа, пошто е за среќа и днината ги разби, затоа што више никој од нас не живее во илузии, свативме каков е светот, свативме дека секоја игра во светот голема игра се случува за да се прераспредели моќта, за да се преземат изворите на нафта, да се преземе големиот бизнис, за да можат глобалните корпорации да работат за една многу мала, моćна
елитна група на луѓе кои што секогаш стои во позадина и никој не им ги знае лицата. Тоа се оние нели познати куклари кои што ги влечат конците на марионетките по светот, кои што запалуваат и гасат војни кога им текне. Затоа сметам дека ова што сега се случува, што веќе има големи шанси да се претвори во светска војна, огромни шанси, ќе значи во исто време огромен раст се браскол токму во таа Европска унија кон која што ние се обидуваме со години да се приближиме, тоест да станеме дел од нив. Затоа можеби сме ние во добра ситуација, вакви какви што сме, во чистилиштето ни вамо ни тамо, затоа што ако се случи она што најавуваат дека ќе се случи, можеби најпаметно и да не бидеме дел од таа екипа. Иако као членка на НАТО, ние веројатно сме и легитимна мета на Иран, затоа што Иран во моментов веќе практично војува со 2 или 3 членки на НАТО, кои што некои од нив логистички помагаат, некои дојдаа веќе и со разни носечи на авиони во Индискиот океан, во близина на Персискиот залив. Од друга страна, она што се случува, она девастирање на Израел од страна на Иран. Тел Авив е буквално подрушевени. Вчера имаше снимки, десетина ракети го разнесоа интернационалниот аеродром во Тел Авив Бен Гурион. Она што најмногу плаши во моментов е дека Израел соочен со едно такво уништување дека ќе посегне по употреба на нуклеарна војна, и тогаш веќе повеќе од сигурно ќе биде дека ќе имаме нуклеарен Армагедон во светот и дека една цивилизација ќе биде уништена за многу брзо време. Не се ова некои апокалиптични мои предвидувања, таква е логиката. Кинезите недвосмислено му порачаа на Трамп, вчера и Путин исто така, му порачаа, мислиме дека тука треба твојата игра да прекине, тука треба да застанеш, оти ако продолжиш, особено кинезите тоа му го порачаа, ние влегуваме внатре. Влегуваме на страната на Иран. Затоа што најголемиот партнер на Иран, купувач на неговата нафта, е токму Кина. Кина со една марионетска влада на Иран, доколку нели би се остварило она што го сака Трамп, промена на владата во Иран, да се стави марионетска власт по негова желба, тоа ќе значи тотално економско девастирање на Кина. Сега знаете зошто Кина тоа нема да го дозволи ни во најлошиот кошмар. Секој обид да се нападне Иран со намера да се смени неговата власт, значи уште пожестоко да се нападне, особено ако дојде до употреба на нуклеарно оружје. Тука највише мислам на стравот најголем доаѓа од Израел, затоа што таму сионистичкиот режим е стравот на екстремен. Во основата на ционизмот е расизмот, тоа го знаете, значи они се буквално веруваат дека се избран народ и дека се што посакаат мораат да добијат, дека има народи околу нив со кои што се нижа врста, нижа форма на постоење, кои што едноставно треба да бидат избркани, поништени и така натаму. Затоа најголемата опасност доаѓа од тамо, но употреба на нуклеарно оружје, ви реков, многу е голема веројатноста, затоа што Израел се соочува со огромно уништување под дејство на иранските хиперсонични ракети. Една употреба, тоест негово посегнување по нуклеарно оружје за да го нападне Иран, тоа ќе значи недвосмислено почеток на Трета светска војна, која што исто време ќе биде нуклеарна и најверојатно последна во човештвото. Ете, тоа сакав само да ви кажам, па се гледаме.